Протести и партиски пресконференции во Виница, неколку стотини граѓани под мотото за заедничка Македонија, синоќа со дефиле низ Виничките улици го искажаа своето незадоволство и негодување против така наречената платформа на албанците. Граѓаните на изборите ниту гласаа за платформа од друга држава, ниту гласаа за формирање тиранска влада во Република Македонија. Граѓаните гласаа за проекти и економски просперитет. Новата тиранска влада на чело со уценетите ЗАЕФ и СДСМ ќе има единствена улога против волјата на граѓаните да го прогласат албанскиот јазик и неговото писмо за официјален државен јазик, заедно со македонскиот и неговото кирилско писмо. Тие нема проблем ниту да ги променат името на државата, химната, знамето, банкнотите, униформите, написите. Слични протести во Виница се закажани и за наредните денови. Од друга страна, виничките социјалдемократи денес излегоа со пресконференција на која го обвинија градоначалникот Дончев за задолжување на општината. Вкупниот буџет на општина Виница во периодот од 2009 до 2016 година е околу 32 милиони евра. Од нив само 10% се предвидени за капитални расходи, а во градот не е изграден ниту еден проект во интерес на граѓаните. Градоначалникот Емил Дончев обвинувањата на СДСМ ги отфрли како невистинити и недостојни за коментар.